Добре дојдов во Грузија. Рецепционерката го зеде и ми рече јас сум од Македонија. Градот е буквално како Дубај. Добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес конечно дојде денот да одам за Грузија. Значи затоа брзав толку, сакав да истранзитирам побрзо низ Турција. Сепак Турција лани направив едно патување од 2 недели само низ Турција. И сега брзав да стигнам на Кавказот, поточно денес во Грузија. Значи од тука, од Фаца тргнувам, одам кон Орду, од Орду кон Трабзон и од Трабзон кон Батуми во Грузија. Батуми е еден туристички град во Грузија. Имам 425 км од тука до Батуми, меѓутоа прв приоритет ми е да стигнам на граница, бидејќи ова е, така да речам, зафатен граничен премин, нешто како што е кај нас преминот Богородица. И не знам таму колку брзо ќе поминам, така да нема да правам некои големи паузи по пат, ќе гледам со една пауза да успеам да стигнам, бидејќи не знам колку време ќе треба да чекам и да изгубам таму на граница. Локалното време иначе 8,5 часот, но сонцето веќе печи, тука почнува да зажежува. Така да сега е време да се упатам кон граничниот премин Сарпи помеѓу Грузија и Турција. Иначе си кладов тука тоалетна, како што гледате, за да не ми дрма. Помалце пак дрма, ама подобро од што беше. Така да мислам нека една добра импровизација. А сега јас време е да го напуштам градот Фаца. Иначе Турција јас получен од лани, ова година само 50 евра разменив, бидејќи имајте предвид доколку одите за Турција и кога менувате пари, најголемата банкнота во Турција е 200-ката. Значи уште јас е 50 евра овој пат само претворив и доволно големо купче пари имав. Меѓутоа лани, например, претворив 150 евра и цело купче пари доби буквално и не можев кесето да го затворам, не ми ги собираше. Така да имајте го тоа предвид кога претворате во Турција. Но сега овој пат само 50 евра префрлив, гориво се плаќам со картичка, секаде да има терминали. И со кеш плаќав само нешто ситно, например јадење, такви работи. Смештаите преку букингот ги плаќам. Освен овој последниот, каде што немав букинг резервација, но имаше опција со терминал да го платам и тука сместувањето, така да сношти со картичка платив. И сега ми остана уште 200-300 лири, така да кесето ми е доста празно. Сега Грузија, кога ќе одам Грузија, ќе сменам пари. Дојде време да турам бензин. Да, овој со Шевролет има еден зад мене, ми се лепи цел пат. Го пуштив преге, пак го стигнав некако, пак почна ми се лепи. Не турам тука, па таму ќе турам, немам пауза од дека да направам, пошто сакам сега со едно застанување пауза да направам. 2,5 часа веќе возам. И патот јас искрено очекував да е нешто како Јадранска магистрала, така пред мене. Патот лево морето, јас си возам, си уживам. Меѓутоа морето, значи, едва е во некои вакви ретки прилики се гледа. И тоа е преку булевар, значи буквално преку другата лента што оди во спротивната насока. До Батуми имам уште 240 км, што значи до границата уште 200 би требало да имам. Се надевам дека ќе успеам сега, откако ќе направам една пауза и после со едно возење да стигнам до границата. И еве една друга бензиска. Тука има вода, ќе си го извалкам моторот. Не ќам тука додам. Колку и да звучи глупо, не ќам низ вода да се прскам сега. Има уште една пат таму, да душа многу има бензиски тука. Јас конкретно Shell барам, меѓутоа нема Shell. Ќе одам на Лукойл, турската Лукойл.
застану. От ова страна, да, дојде. Мерава, ефенди. Фул. И турих јас бензин, значи 52 лири литарот и тука. Проверив пред малце, точно е 52 лири литарот, што е точно 66 денари. Од тука до граничниот премин со Грузија имам 200 км точно, според Google Maps 3 часа возење. Моментално поминувам низ Трабзон. Трабзон е голем град во овај дел од Турција и тоа и се гледа. Згради премногу, коли премногу, семафори на секој 500 метра. Од вај чекам да излезам, бидејќи почнува да жежи. Знаете како е на семафори, не се доседува. Убавото е што вака кога ќе има гужви, еве како е пред мене, например, некои ви се тргаат луѓе, меѓутоа не сите. Само уште 20 километри до граничниот премин. Има некој град во Турција, последен тука на границата, поголем е градот и има гужви тука. И изгледа пристигнав на граница, а оти стојат, мрдајте, ајде. Сега кај треба да одам за на терминал јас. Оди, братовче. Тука треба да... Го изнервирав, ама прв пат идам што тапу. Thank you. Првото тоа ми проверува, не знам, изле таблицата казни дали имам за плаќање нешто, па ме пушти, а сега тука е сигурно пасошката контрола. Поминав пасошка контрола доста брзо. Отидов преку ред. Сега тука да излезам од Турција, вајда треба. Иначе од тоа што читав на интернет за во Грузија влез, сега не знам дали одма таму е грузиското. Пат само возачите одат со возилата, иначе патниците одат аеродромски преку некое друго, претпоставувам она е како терминал аеродромски што изгледа. Така да знаете доколку идете со сопатник на моторот, ќе треба да се разделите при влез во Грузија. Ова баји ми се растропало вече. Ау, треба по-убаво тоалетни да му клами летна напреде. Хаотично е овде, секој сака да помини. Не бери. Ова ми изгледа уште пак како грчки, како турски пункт дека е. Не знам што проверуват на пасошите тука. И после ова е него гледам знамето грузиско. Тука да не проверуват нешто казни, такви работи, појма немам. Ајде. Ајде Грузио. Тутуру.
се развика нешто. Иначе ја напуштив Турција, викат нешто зад мене, сега не знам овде дали треба овде десно, дали онде право да одам. Сега не знам ни преку ред дали да поминам тука. Дали е во ред Бејана, Дор, Goods to Declare, немам Goods to Declare јас. Не знам брзо дали оди, да знам дали да чекам, дали да одам. Не знам што политики имаат овде, да не пуштат мотори вака, па никој нема мотор друг. Или па нема друг мотор, и сите заминаа со прескокнување. Има интересни прашања со интересни потенцијални одговори. И официјално добре дојдов во Грузија. Малку потрае постапката дури да ми го мани печатот, дури запишуваше таму и слично, звони на телефон, нешто прашуваше Македонија. Јас сега, леле, ова многу ми дрва, ме нервира, сакам негде под некоја сенка да застанам, малку да се адаптирам на грузискиот воздух, да се поставам GPS едно друго све, па да продолжам понатаму. Многу коли овде. On the exchange, брат. Па сенка нигде нема, од лево е морето. Тоа е покрај пат, вака ќе застанам негде. Иначе прв пат слушнав во животот денес како се зборува грузиски. Прв пат доаѓам во Грузија во животот исто така. И нешто што јас го направив, што секаде на интернет го прочитав за Грузија, е тоа е дека задолжително ви треба патничко осигурување. Малку ќе се коригирам тука, значи осигурувањето кое што ви треба за во Грузија не е патничко осигурување, туку задолжително ви треба осигурување за вашето возило. Повеќе детали за ова ќе дознаете во едно од моите следни видеа. Така да, со тоа што сватив на интернетот, за тоа ви го бараат уште на граница, меѓутоа никој мене на граница не ми побара патничко осигурување, но јас сепак си го купив онлайн од дома, уште Македонија дори бев. Од ден негде го платив 2,70 евра. Исто така можете да земите осигурување ако не купите преку интернет, можете исто така да купите тука на самата граница. Сега, може би на граница не ми го побарае, но ако ве запри полиција, може би ќе ви бара. Така да поубаво имајте си, отколку да ви фали па проблеми да си правите. Со влегувањето во Грузија влегов и во нова временска зона. Грузија е 2 часа понапред од Македонија. А исто така влегов и во Кавказот, регион кој не е многу поразличен во ситуацијата од Балканот, дури може би и во поекстремна ситуација од Балканот. Значи тука како на Балканот секој со секој има некаков проблем, секој со секој не се мириса многу. Например, Грузија многу не се мириса со Русија, дури во има тие и војна, а во Грузија има и две само прогласени држави кои што се поддржани од Русија, врз кои што Грузија нема контрола. Ерменија не е во добри односи со Азербејџан заради Нагорно Карабах, за кој има неколку војни. Исто така и со Турција не е во најдобар однос. Границите меѓу Турција и Ерменија се затворени, исто така затворени си границите меѓу Ерменија и Азербејџан. Така да единствен влез во Ерменија ви е Грузија или Иран. Но за Иран ви треба карнет за да влезете. Батуми го гледам. Леле. Мислам дека убај работи ме очекуваат. Што кажав иначе? Да, мислам дека се кажав, значи сега добре дојдов уште еднаш официјално во Грузија, сега одам во Батуми, таму најдов еден хостел. Имаше многу хостели ефтини по 7-8 долари од ноќ. Така да сега ќе одам во еден да преноќам, но нема паркинг. Ми рекоа на улица можам да го оставам безбедно одма пред врата пред хостелот, па ќе видиме што и како. Иначе ова што го видов не е Батуми, некој друго градче, а од граница до Батуми има 16 км, така да веднаш е после границата. Иначе исто така Грузија е земја со уникатен јазик кој не е сличен на никој друг и со азбука која не се користи од никоја друга држава. Дори ни една буква слична нема со кирилицата или латиницата. Забележувам се градат премногу облакодери, значи буквално облакодери. Некој има веќе изградено, а некој е 1, 2, 3, 4 моментално гледам каде што се градат тука во ова мало градче, пред Батуми.
Иначе да не ви кажав, Грузија е една од најстарите држави во светот, еден од најстарите народи. Кажав дека денес прв пат слушнав како звучи грузијски јазик, исто така прв пат видов грузијци луѓе, и исто така еве веќе колку време, 15 минути возам низ Грузија, веќе видов 3 коли со десен волан. Еве уште една лева, 4. Во, интересно, рак. И то грузијски се колите, не се да речите да се дојдени од негде. Влегувам во Батуми, одам кон центарот, бидејќи буквално в центар е хостелот. Гледам многу високи згради со многу апартмани внатре. Иначе Батуми е град со 160.000 жители. Иако не се малце луѓе, но некако многу згради се за тоа население. Освен ако имаат па висок наталитет грузиците, па да му требат, ама нешто ми вели дека за туристи сема, па многу туристи треба за толку апартмани. Ова изгледа за стара зграда пред мене големата, ама е многу голема во истина и многу згради, и то високи згради, сериозни згради, облакодерjem и в центар што ме чека. Ова не е уште центарот. Не можам да чекам на жешко, Овие нови згради овде сите изгледат. А налево се гради една. Браво. Кружните текови му се многу опасни, нема знаци и не знам кој има предност. Еднаш тие што се на кружниот се чекат, еднаш се чекат овие што сакат да се вклучат, нема ни семафори и неколку пати ќе ме мавнеа така. Му го пресеков, мислам не му го пресеков патот, туку морам да се исклучам за ваму, тие сакат да се приклучат за ваму. Ајде бе. Сите жолти ги поминав. Сега одам кон хостелот, ова е така едно просечно на улица да речам, ова се постари згради, сите се гледани, се баш нови. Може би градени од Советскиот сојуз, како кај нас што викаме градени, ајде тетке, од Југославија, а овде може велат градени од Сталин. Иако Сталин не си поживеа толку, нема врска. Интересно градче, не знам, онака чудно ми е. Не ми е грдо, ама не знам, чудно. Пријатно е, се гледа дека за пешки сегде се оди убаво мојави велосипедски патики. А мене хотелот ми е... Хостелот, тоест, треба да е кај комбено десно. Сега вратата која е. Ајде, одете да не ме чекате притисок, да не ми вршите. Јас треба тука да го најдам хостелот. Reception? Reception? I'm with motorcycle waiting at parking first. In front of the door? Имав интересна ситуација во хостелот. Горе на таванот имаше многу знамиња меѓу кои беше и македонското. Кога на рецепција го приложив пасошот за да го заведат, рецепционерката го зеде и ми рече и јас сум од Македонија. Всушност испадна дека и таа била македонка, станува збор за Дијан, голем поздрав до неа.
И таа патувала низ многу држави, кога дошла во Батуми некако многу му се допаднал градот и случајно нашла тука и работа во хостелот и веќе 1 година била тука. И така, благодарение на Дијан, сега македонското знаме е поставено во овој хостел, каде што го гледаат туристи што доаѓаат од буквално целиот свет. Значи не има и во Грузија. А јас направив прошетка низ градот. Градот е, значи, буквално имате чувство дека се шетате некаде низ Љубљана или некој друг среден европски град. Немате чувство дека сте во Грузија, која што е држава сепак слична во животот како Македонија. Градот има свој шмек денски, има плажа, огромна плажа, значи како што можете да видите и на снимките, полу беше празна, а беше огромна и долга и широка. Морето е црно море, всушност не е нешто многу чиста водата, но беше многу топла, си искапив и ја пробав. Има многу нови згради, многу нови облакодери. А навечер градот добива еден свој нов лик. Има стар дел на градот и има нов дел на градот. Стариот дел на градот е нешто што ќе го сретнете и во Будва стар град и во Охрид стар дел на градот, со тоа што има премногу, значи, кафичи, ресторани и такви гостителски објекти. И таму, значи, буквално каде и да свртите, по која улица и да пешачите, секаде имате и кафичи и ресторани. Нема како во повеќето туристички градови само една главна улица и се да е сведено околу таа главна улица. Градот е многу пријателски, да речам, за пешачење, значи секаде можете пешки да одите, не е многу голем и буквално се вие во некоја пешачка дистанца, да речам. Додека новиот дел на градот е буквално како Дубај. Значи многу нови згради, многу нови облакодери и сите се осветлени навечер. Значи навистина имате чувство како кој знае каде да сте, а не во Грузија. Исто така градот Батуми не е нешто многу скап, значи во цените дури можам да речам поевтино од Охрид кај нас. И би ви препорачал многу да дојдете во Батуми, да го посетите овој град, наместо во Грција или Албанија или на некоја друга балканска плажа, да дојдете тука. Македонката Дијан ми кажа дека имало директни летови од Солун. Повеќе детали за средбата со македонката и нешто околу градот ќе ви кажам во следното видео, бидејќи сега во овој хостел не можев многу да зборувам, имаш и други гости, исто така не можев и да ви го снимам натре, сепак треба да ја почитувам приватноста на другите. Но подетално за денешниот ден ќе ви кажам во следното видео на почетокот. А тука од овој прекрасен град јас и ќе го одјавам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.